Почитувани новинари, почитувани сограѓани, денешниот наш прес е реакција на прес-конференцијата на ВМРО-ДПМНЕ, одржана на ден 14.2.2014 година. Дека се работи за луѓе без кредибилитет, без достоинство и чест, докажува податокот што председателот на Општинскиот комитет ВМРО-ДПМНЕ Гевгелија во својот прес-конференција одржана на истата 14.2.2014 година, без да мисли дека излегува пред камерите во име на партијата, како да зборуваше од свое име, во неколку наврати споменуваше имиња на личности. Недораснатоста му ја препишуваме нему и на оние кои го советуваат. Јавно прашуваме. Прво, зарем пресконференциите на политичките партии станаа лична својна на председателите на истите? Зарем тие не се гласот на членството? Или уште еднаш се докажува дека диктатурата во ДПМНЕ е устав на партијата? Второ, дали личните успеси на приватен план што ги постигнуваат поединци му пречат на Александар Атанасов, па упорно се обидува да ги оцрни за да го задоволи личното его? Трето, ако навистина има толку многу членови покрај себе, председателот на ДПМНЕ Гевгелија треба да биде спокоен и да не се грижи за својата иднина и иднината на Гевгелија. Па нашиот прес ќе му изгледаше баш како приказни за мали деца, а не предизвикувачки двобој на кој истрча што побрзо да одговори со испревртени и неточни факти. Господине Атанасов, ние немаме намера да ве прозиваме, но сакаме да ве подсетиме на неколку работи. Додека се правиат договорите за изградба на хотел и казина во Гевгелија, се уште сте биле ученик, па не знаете дека тие се направени во време на СДСМ. Излезате јавно пред граѓаните на Гевгелија да кажете кое лице во денешно време е вработено од ВМРО без партиска книшка, а ние ќе ги кажеме сите лица кои во времето на СДСМ се вработиле без партиска книшка, за да споредиме и конечно на сите да им стане јасно зошто ВМРО-ДПМНЕ граѓаните го нарекуваат биро за вработување. За темниот вилает за кој зборувате, само да ве подсетиме кој со 1 денар ги купи некогашните државни предпријатија или кој владее во градот. Запрашајте се, каде оди вашето неискуство во политиката? Па со вас, како со марионета, командува бизнис елитата која за жал на нечесен начин се збогати во минатото со исклучок на поединци. Зборувате за успешни приказни. Успешна приказна ли е денес луѓето со страф да одат на работа, плашејќи се дека пред нивните врати чекат инспекторите, не за да го контролираат работењето, туку да напишат казна, затоа што имале таква наредба. Успешна приказна ли е младите да бегаат, буквално од својот роден град, за да најдат основна екзистенција, работејќи на бродови во далечни земји за кои вие и не сте слушнале? Успешна приказна ли е да се спречуваат нивните родители, да зборуваат пред медиумите, за да не се видат нивните солзи и болка? Успешна приказна ли е секојдневно да ги броиме сообраќајните казни, кои сите знаеме дека се добиваат по налог, а не по направен прекршок? Успешна приказна ли е земјоделците да добиваат субвенции, а истите во 21 век да не знаат дали ќе им се продаде производот? Успешна приказна ли е за време на избори да купувате граѓани, давајќи им по некој денар за да гласаат за вас? Тоа не мора ние да го кажеме, тоа го тврдат граѓаните, кои што ги земале вашите пари за да ги подмират еднократно своите секојдневни потреби во семејството. Колку и какви кредити исплаќаат истите, колку и каква им е потрошувачката кошница? Се повикувате на народни поговорки, ние ќе се повикаме на реални приказни, па во стилот на некогашната. Погледни го својот дом, ангеле. Ќе ви кажеме да се свртите и да погледнете како живеат обичните луѓе. За жал, ако продолжиме со набројување, тогаш ќе ни требаат книги, а не страници. Единственото нешто што е успешно е само вашето рекламирање, кое навистина според режијата на Груевски наликува на приказа за мали деца.